Здраво, пријатели наши. Еве, Савелечкини мои пријатели ме замолија као да и размисли, ми викаат уште малку повеќе теста. И сега, вајда, јас ова неколку пати го повторувам. Че тестото ова што е спремно за денеска, за работа. Еве, ова сум го оставил за да не престаси од сабали, значи ќе го размислам некаде после 3 часот, за да биде спремно за вечер. Додека наредни тестото се вака спрема. Еве капуто вчера ми стигна. Значи сега правам бига за наредните 2 дена. Значи бигата ја спремам со... Значи бигата ја спремам и процесот е таков. Сега ова бига. Значи ова е совршен примерок на престартер или стартер. Со ова совршен стартер тек се почнува во изработка во наредниот ден, после 24 сата. Значи ја имам спремно тука околу 3 кила бига и околу кило и 500 ќе ставам на 5 кила брашно. Значи за наредниот ден, пошто бигата е исто супер да остои и 48 сата. Значи 24 сата за утре ќе ми биде спремна пола од неа и за наредниот ден, односно во четврток, ќе ми остане после 48 сата за уште една доза од 5 кила. По моите процеки, со 5 кила брашно ми дават околу 30 и нешто единки по 280 грама. И значи процесот е тај само чисто информативно да обяснам на пријатели. Значи јас не можам да размислам повеќе топчење или теста за пица, повеќе од планирано, пошто процесот не е моментално. Значи етапно се движи од точка А до точка Б. Значи точка А е направете стартер, тука направете тесто, исто има процес на тесто на вътрешните размислување до финалното разточување и свршување во мали по 10 мг ключи. Значи тоа е тоа, сакам да ги познавам сите мои пријатели. Единственото што ќе кажам е луѓе се извинувам, немам повеќе теста, поради тоа што е тестото однапред испланирано за тековниот ден, за тековната работа. Имајте убав ден, ве сака тато, се трудам на сите да ви удоволам со највисок квалитет на нашите пици. Се надевам